Виктор Стојковски, Асоциација за e-трговија, веќе со мене во студиото. Ќе разговараме на неколку теми. Најавија веќе 8-ма конференција за e-трговија, рекордна вредност на направени трансакции со купување на преку интернет и уште ред други теми. Виктор, здраво. Здраво, живо. Добре дојдов. Драго ми е што ќе разговараме за убава тема и за рекорди и во број на посетители на конференција и во број на трансакции и вредност. Така, секогаш кога ќе те поканам, прифаќаш гостување кај мене во емисија. Има и зошто ова е нешто што ќе биде тренд веќе со години во Македонија, а треба да биде и пракса и во годините што предстојат, онлайн трговија. Додиме со ред. Пред неколку дена најавивте веќе 8-ма конференција за e-трговија, ми требаат детали, таму има секогаш на вашите конференции има видни личности од оваа дејност. Повели. Така, пред некој ден, баш за 1 април, кажавме денот на шегата ќе објавиме конференцијата и тоа беше едина работа што не беше шега. Ја објавивме конференцијата, во рекордно време се продадоа првите 50 билети што ги најавивме како тизер за целата конференција. 8 година поред ја организираме оваа конференција, навистина не е еден од најдрагите проекти кои што го организираме, впрочем од самото основање на асоциацијата. 8 година работиме со Асоциацијата за e-трговија, 8 година ја организираме и конференцијата и мора да кажам дека е еден од нашите најдраги проекти. Конференцијата расте од година во година се повеќе и повеќе. Почнавме од првата година со 350 учесници за да стигнеме сега до 750 минатата година. Тоа јас го викам кој организирал таков настан знае што значи да се стигне до 750 учесници на конференција каде што треба да ги донесеш бизнисите да учат нешто ново, да се вмрежуваат, да прават нетворкинг и нови бизнис можности. Така. За споредба на концерт музички е некогаш тешко да не е само да се однесат толку голем број на луѓе, но тоа што не прави горди е тоа што фактот што расте конференцијата ни докажува дека навистина е квалитетен настан кој што на бизнисите им враќа, односно инвестицијата што ја прават со учество на тој настан им враќа назад раст на нивниот бизнис и отварање на нови видици за понатамошен развој. Колку државата се промовира со овие вакви настани? Државата се промовира, не знаеме дали е свесно дека се промовира, ние како асоциација сме многу горди што нема бренд што секојдневно го користиме, што е доволно голем, зборам тука од брендови како Google, Facebook, Viber, ChatGPT, OpenAI, платформата Alibaba. Нема говорник од што не било до овие компании на овој настан. Така да тоа што е Скопје ставен на мапата со оваа конференција е навистина потик за голем дел на други држави кои што доаѓаат од регионот и да го посетат градот. Меѓу другото, ние секогаш кога ги каниме гостите од надвор од државата, бидејќи имаме некои си 20% до 25% од луѓето кои што доаѓаат не се од Македонија, туку се од 10 до 15 други различни држави, што е навистина податок за поздрав, бидејќи кога тие доаѓаат тука, а и што трошат пари, што ја развиваат дополнително економијата, но и уживаат во македонските бенефити. Затоа ние и кога ја промовираме конференцијата им кажуваме дека во Македонија, дојдете во Македонија да уживате во сеопфатен експириенс, не е само бизнисот. Луѓето се повеќе и повеќе на вакви настани доаѓаат и да уживаат, да вкусат нешто ново, да пробаат нешто ново, да се прошетаат, така, секако со прв приоритет да направат нови познанства, нови контакти, да пробаат да го расшират бизнисот во државата и така натака. На почетокот кога почнавме ни беше многу тешко да допреме до голем светски бренд. Почеток е тежок, да допреме до голем светски бренд, да уопште биде говорник на настанот. Сега веќе како се развива e-трговијата, како се развива настанот, се повеќе и повеќе и на светските имиња како Google, OpenAI, Facebook и така натака, им е интересен настан каде што сакаат да се представат, сакаат да пренесат нови трендови кои што се случуваат во нивните
платформи во нивните компании, што навистина е за нас многу охрабрувачки за да направиме уште поголем настан кој што им дава вредност на домашните компании. Добро ме да увертира што беа темите главни во претходните години што потоа се имплементира и како бизниси, не само кај нас, се ги земаат тие идеи и други учесници кои што беа на тие конференции. Така генерално ние секоја година пробуваме да ги опфатиме предизвиците со кои што се соочуваат трговците и да на некој начин им дадеме до знаење како да ги надминат тие предизвици, но и да се мапираат во рамки на конференцијата. Ако викаме дека крос-бордер е еден од поголемите предизвици за e-commerce, бидејќи сите сме сегментиран пазар мал, посебно во Вестерн Балкан просторите. Ако тоа кажуваме дека еден предизвик, мора да ја чепнеме темата крос-бордер и да кажеме како ние да го надминеме овој предизвик. Видете, пошто во делот на трговија има и добри и лоши страни. Добри е ради тоа што е глобализација. Купувачите може да бидат од секаде во светот, имате еден пазар кој што е многу отворен со милиони и милиарди луѓе. Но за тоа да функционира, треба да се искористи потенцијалот. Треба да на бизнисите да им се даде опција да може да работат, а не да се спречуваат бизнисите. Така да сите тие предизвици и пречки мора да се мапираат и да се надминуваат во текот на годините кои што следат. Бидејќи трговијата расте, ама за да продолжи да расте, мора државата да даде малце пуш, мора државата да иницира дополнителна стимулација за бизнисот, дополнителна стимулација за секторот, да ги ослободи, односно да најде нови да можеби да коригира законски решенија кои што ќе им дадат на бизнисите простор за повеќе. И олеснување на процедурите. Така е. Другите теми дополнителни кои што ги опфаќаме секогаш се покрај крос-бордер, нели кога го дојдовме до неа од мапиран предизвик, се и маркетинг, нови трендови, како да зголемат продажба, како некогаш и маркетингот не секогаш е скап. Некогаш треба да си креативен за да направиш добар маркетинг. Пред се, прво и основно во маркетингот. Така да тие се некои работи кои што може да се инспирираат можеби од успешни примери на конференцијата, па како да ги имплементираат тука дома во нивните бизниси во регионот и така натаму. Можеме да откриеме за еден од клучните фактори што мислам дека е многу вреден во рамки на самата конференција е што 700 луѓе од еден сектор на едно место 8 сати. Мислам дека нема човек кој што сакаш да го најдеш и да направиш некаков нетворкинг, вмрежување, контакт, релација, да не го направиш тоа во рамки од тие 8 часа. Така, прашањето ми е за оваа година можеме да откриеме што ќе бидат темите? Оваа година ние тоа што почнавме да го работиме и сега имавме годишно собрание најголемиот орган на асоциацијата со 135 членови присутни, рековме дека оваа година го слушаме гласот на трговците, слушаме маката, ги слушаме потребите во прв план и врз база на тоа ќе се креираат и сите програми, сите агенди, сите активности што ги правиме. Така и во делот на конференцијата. Ние секоја година правиме евалуација, односно ги прашуваме учесниците што биле претходно, што ви недостига, што сакате да донесеме да слушнете оваа година. Така да агендата целосно, детално ќе биде креирана согласно потребите на оние кои што претходно биле, но и оние на кои што го сочинуваат пазарот и преку мапирање на проблеми, на предизвици со кои што се соочуваат сите. И тука мора да напоменам, бидејќи е регионален настан, ние не ги гледаме само пречките и предизвиците на оваа конференција тука во Македонија, туку мора да ги гледаме со што се случува и во Србија и во регионот, Јасно. За да и на нив имаат они потреба зошто да дојдат на конференцијата за да слушнат и они како може да напредуваат. Така. Имаме време, 3 ноември беше конференцијата, до тогаш ќе се направи целиот концепт што би било, како би било. Го спомнавте регионот. Можеме да се ставиме на некаква ранг листа каде сме во однос на државите од регионот? Ако се ставаме ако се споредуваме со државите во регионот, сите сме слаби со Европа. Не збориме меѓу нас. Потоа ќе се мериме со Европа. Меѓу нас погоре сме, подоле на средината? Па златна средина. Во некои работи сме добри, во некои сме послаби, така натака. Например, ако гледаме за трговија, односно што треба три сегменти треба да. Мислам, ние правиме многу анализи, ама три сегменти на кои што треба да видиме каква е поврзаноста со интернет, дали луѓето имаат интернет и за тоа сме добри, имаме преку 96% поврзаност во Македонија со интернет. Европскиот просек е 98-99, така да тука сме. Добри сме.
но во искористеноста на интернет за онлайн купување сме слаби. Ако европскиот просек е 74, Македонија е 53. Ако Значи секој втор купува на интернет. па од Така му прилика доаѓа. од тие што користат интернет, секој втор. Србија се нешто подобри, другите држави се нешто послаби и така натака и така натака. Во однос на дигитални вештини, значи за да купуваш на интернет треба да имаш дигитални вештини. А дигиталните вештини европскиот просек е 54%. Кај нас во Македонија е околу 35%. Значи таму имаме простор за напредок. До Имаме луѓе до 30 години, значи. Така, значи Ако ги имаме процентуално ги гледаме. 35% имаат луѓето дигитални вештини. Сега, тоа е потреба. Да рачунајте кој е потенцијалот на пазарот ако ние ги допреме овие вредности во однос на европскиот просек. Ако уште 1/3 повеќе купува онлайн од луѓето што веќе купуваат. Ако интернетот повеќе се користи за онлайн купување наместо за Viber и комуникација и Facebook и така натака и така натака. И третиот сегмент е користењето на платежните картички. За жал, јас викам за жал ради тоа што се уште доминира генерално секаде на Балканот кешот, односно cash on delivery, плаќањето при испорака. Во Македонија конкретно 43% е искористеноста на платежните картици генерално за на интернет. Сега делот со на пример Србија е 47. Нешто подобро од нас. Албанија е многу послаба на дното. Така да ние треба да се мериме како еден пазар со Европа, не треба да се мериме повеќе меѓу државите тука, бидејќи сите сме многу мали сегментирани пазари за било каков дополнителен развој. И сега во оваа ситуација на пример на искористеноста на платежните картици, само за споредба ги земеме скандинавските држави, па и 98% е некаде. Така да Никој не вади кеш од банкомат. Каков кеш? Мислам, станува збор, кешот е навистина многу скапа работа. Ние сега да направиме само споредба, еве прост пример за да не разберат сите. Ако јас купувам cash on delivery, односно со плаќање при испорака, за трговецот е навистина скапо тоа. Зошто? Ради фактот што ако јас не ја преземам пратката. Мене поштата пак ќе ми ја врати, јас сум изгубил 3-4 евра за достава напред-назад, а од друга страна викаме провизиите, дека има провизија за плаќање за плаќање со картица и така натака. Најмал проблем е провизијата ако го земеме овој предвид дека колку има поврат на пратки кои што не стигнуваат до правите купувачи, не ги подигаат, пошто викаат, се не ми е платена пратката, нема да се грижам дали ќе ја земам или нема да ја земам. Ако ти е платена пратката, и те како ќе отидеш ти да видиш кај е пратката да ја земам, да не ми ја вратат слушањето, па да треба да идам пак. Така да и малце од аспект на мајндсет треба да размислуваме зошто треба да стимулираме повеќе плаќање со картица наспроти cash on delivery. Ние правевме една анализа. Што велат причините? Претходната година ја промовиравме баш на минатата конференција за трговија на 75% од испитаниците, на 50% од испитаниците за Западен Балкан, 75% им е cash on delivery наспроти плаќање со картица. Тоа е огромен процент. Се плашат по безбедно име. Генерално луѓето најчесто сакаат да го видат производот пред да го купат. Има некаков ризик од аспект на дали ќе ми бидат злоупотребени податоците и така натака и така. А не постои тоа. Значи ако се тоа е исто како у банка кога идете, банкарот што е на шалтер да ви ги злоупотреби податоците. Дури поголема веројатност картичката. Поголема веројатност, мислам, ако купувате од проверени трговци, ризикот е стварно минимален. Да се разбереме, бидејќи позади секој платежен систем стои банка. Не е трговецот, дали е сериозен или не е сериозен. Вие транзакциите ги процесирате на платежен процесор од банката. Неколку пати сме зборувале околу злоупотребите и како тоа да се заштити да бидат сигурни граѓаните. Каде грешиме, каде може да направиме да ни направат злоупотреба? Да повторим уште еднаш. Злоупотреби најчесто се случуваат кога се купува од непроверени веб страници. Што е тоа? Непроверена веб страница е ви излегло на Instagram или на Facebook некаков линк кој што вие го кликнувате и очекувате дека Nike патики што реално коштаат 6000 денари ќе ги купите за 500 денари
и тие патики ќе ви стигнат на адреса, претежно се од некој непроверен URL, адресата е многу чудна и така натака и така натака. Значи треба да внимаваме секогаш кога се внесуваат податоците на интернет. Значи кога внесуваме податоци од картица, мора да ја гледаме URL адресата која е. Да видиме каков е протоколот, дали има безбедносен протокол, HTTPS и така натака и така натака. Која е URL адресата? Ако URL адресата е на некоја банка, платежен процесор, тогаш сте безбедни. Но ако URL адресата е victorile.mk, victorile.com или најчесто некоја дешифрирана со многу бројки и шифри и знаци URL адреса, тоа знаете дека тоа е скем, сомнително нешто е кога што и мора да бидеме предпазливи. Ние можеме тоа да го пријавиме негде. Можеме тоа да се мора реагира. Да се пријави, секако може да се пријави, може да се пријави во МВР, може да се пријави, се зависи за каков дел на најчесто измамите доаѓаат од наша непредпазливост. Не доаѓаат од зошто јас не сум измамен? Еве мене не ми се случило на Инстаграм да бидам измамен. Зошто претпоставувам и вие не сте измамен? Значи затоа што водиме грижа, исто како што водиме грижа да не ни го украде некој новчаникот. Се во ранец ми новчаникот, ранецот си го внесов во студио. Зошто завикам да ми биде несигурно, безбедно. Истото е. Значи како што може да ни го украде некој новчаникот, така може ако не внимаваме да ни го украде и некој картицата и податоците на картицата. Институција кој треба да го следи ова? И зашто се дозволува толку голем број на нерегистрирани трговци да има по социјалните мрежи? Нема ли сега требаат ли законски измени да се направат, да посебни регулативи, правилници, да не постојат едноставно, да немаат пристап до интернет? Вака, ова постои секаде во светот. За жал во земјите каде што има многу помалку дигитални вештини е многу пообемно. Ние секогаш како асоциација правиме многу активности, прво и насочени кон потрошувачите, што се од аспект на едукација, од каде да се купува, како да се купува. Изградивме регистар за трговци каде што се сите трговци достапни. Со посебни амблеми да се познаваат, така? Дополнително имаме беж за верификуван трговец, кој што има амблем дека е верификуван трговец, каде што тамо стои дека е проверена продавницата, кои информации се проверени, јасно достапни и така натака. Све што треба граѓаните да направат е пред да купат од одреден трговец да проверат дали е во регистрот. Сега, ние сме малце како народ, генерално, сакаме све брзо, лесно, едноставно, денес, утре и така натака. Сега, мене ми излегува реклама некаква на Facebook, од социјален медиум, значи тоа не е ни трговија, не е ни сива економија, тоа е црна трговија. Јас имавме една иницијатива пред неколку време, направив јас нарачка од Facebook продавач, фан сум на Барселона и купувам дрес од Барселона. Дресот е намерно реков да видам што ќе ми се случи се и што ќе дојде. Колку чинеше? 1500 денари, така нешто. Дресот јас го добив прва да се најде што доставувачот и така натака, добро. Платив во кеш. Не ми дадоа никаква потврда, значи ништо не ми дадоа. Ништо. Сметка, ниту... Каква сметка? Немаше етикета дресот, значи тој може да е користен дрес, а да не правиме муабет колку не изгледаше како што реално изгледаше на сликите. И сега, бидејќи сум малце информиран како можам да го пријавиш, да го пријавам, да го од една страна му кажувам кои се последиците на тоа ако не ми ги врати парите, бидејќи е сериозна злоупотреба. И тој више се уплаши малце и вика, јас ќе ви ги вратам. Викам, кажете ми каде лично ви ги давам. Не, мора тоа во поштата. Сега, не сакаше да се соочите. Трговецот. Значи, тие се измамници, тоа не е сива, тоа е црна зона, затоа јас викам дека не треба да се купува од Facebook. Јас сакав само да не зборам на празно, да си го потврдам тоа што го зборам. Направивме нарачка како тест, како мистери шопинг, за да го видиме тоа и мислам дебакал, невиден дебакал, тоа е греota и после тој таков некој ја креира сликата за трговијата кој што не е реална слика за трговијата. Тоа е некаква импровизација, нешто кое што како бројка имате колку се во моментов на Facebook, на Instagram дивите ноци? Нема и ние ги охрабруваме секогаш институциите дека
треба да се направат и меморандуми со Facebook за да им ги не гасат, се објавуваат воопшто, така? да им ги гасат страниците кога има пријава по нивна страна и така натака. Се од една страна ние може да влијаеме со едукација на граѓаните, ама институциите мора да ги стегнат малце работите за да не им се дозволува толку лесно да мора да им го отежнеме патот. Не можеме да ги санкционираме скроз на нула, колку има санкционирано? Мора да им се отежне патот. Фатено такви Па имаат фатено дури некој кривично одговара. Тоа е тука се вртат милиони сигурно. Тоа е сериозна злоупотреба и има и такви некои диви продавачи што кривично одговара. Така да памет во глава на тие што го прават тоа. Дека најпатеки за 500 денари не може да се следат институциите, не е дека не ги следат. И може кривично да одговараат, не е дека не може. Што најчесто купуваме на интернет како нација? Најчесто се купува според нашите истражувања што ги правиме и според податоците на Евростат, најчесто се купува облека, вклучувајќи и спортска облека, модни додатоци, козметика, бела техника, после тоа е одма и деливери на храна од брзи ресторани и така натака. Добар е подемот, луѓето се повеќе и повеќе купуваат, како што кажавте на почеток, расте трговијата, 709 милиони евра е во 2024 година и тоа земете во предвид дека ова е само платена со картица. И сега ние ако викаме дека 40% е со 60% е со кеш. Не, од овие 709 милиони е се со картица. Да зборам, тоа што не е со картица? Над 65% е кеш. Значи, рачунајте во кој е обемот на е-трговијата. Значи, многу поголемо тие 709 милиони. Околу 60% од тие 709 милиони се кон македонските е-трговци. 40% се кон надвор. Од кон македонските трговци кажавме дека работите кои што најмногу се купуваат се облека, модни додатоци, спортска облека и така натака. Тој почесто гледам дека се продава или се купува, па и мебел, велосипеди, тротинети електрични. Дом, мебел и градина е една од атрактивните категории исто кои што често се купува, има многу трговци кои што нудат квалитетни продукти кои што предодиме со бројците околу овие 709. Сакам да ве прашам што доколку не сум задоволен од производот. Од официјален е-трговец. Многу едноставно. Што се случува тогаш? Прво, потрошувачите мора да знаат дека е-трговијата нема некоја посебна регулатива за заштита на потрошувачи. Истото што кога купувате во продавница во одредена, ви следува во рок од 14 дена да може да го вратите производот доколку не е отворен и така натака. Истото следува и во е-трговијата. Значи вие може да го вратите производот, да контактирате со е-трговецот. Доколку не сака трговецот да го врати, се јавуваме на институции. Прво, многу се ретки случаевите каде што трговецот нема да сака да ви го врати производот, доколку сте во право и сака и стварно производот не е отворен, не е користен и така натака, ради тоа што не трговецот примарен фокус му е задоволни купувачи, ради тоа што утре па да се јава. Знаеме колку е битно да имаме 10 задоволни, 1:1 незадоволен купувач. Многу е по-лошо да имаме незадоволен од задоволен. Така да ќе учини дури некогаш по сопствена губа, што се вика од целата ситуација. Доколку се деси се да не сака, не е соодветен трговецот, не е како што треба нешто, вие имате институции на кои што може да се пожалите, институцијата може да си дали државниот пазарен инспекторат од аспект на закон за заштита на потрошувачи, све што следи по закон за заштита на потрошувачи во реалниот свет, во физичката куповина, тоа ви следи и во е-трговијата, односно може во рок од 14 дена да си го вратите производот и да ви ги вратат средствата или да ви го заменат производот. Околу овие, да ги кажеме, околу 1 милијарда евра свртени пари во е-трговијата, колку компании има таму? Македонски компании кои што се на пазар. Вака, ние имаме регистар моментално кој што го секоја година го работиме со помош на 5 банки, го ажурираме, 5 банки кои нудат трговија. Добро. Таму во тој регистар и сега по официјалните статистики што излегува од Народната банка, има 1312 активни е-трговци. Активни е-трговци се однесува на е-трговци кои што имале барем една трансакција успешна во минатата година. Така да тоа е македонската е-трговија, каде што викаме регистрирани е-трговци 1312 активни.
ние во рамки на регистарот на е-трговци дури ги сегментиравме, односно категоризиравме овие е-трговци за да може граѓаните лесно да пребаруваат доколку ми треба нешто за дом, мебел, градина, да влезам на e-commerce.mk/регистар, да кликнам дом, мебел и градина и да ми ги даде сите кои што продаваат, кои што имаат категорија дом, мебел и градина. И тука да можам јас да ги разгледам, ем се регистрирани, ем по категорија да може да ги отворам каде може да купам нешто. Така да конкретно и кратко на прашањето, 1312 трговци до 2024 беа, кои што се водат како активни трговци. Знаеме колку луѓе работат во тие компании? Така да се направиме една слика, чисто за каква индустрија зборуваме? Нема, малце тешко да се направи таква сегментација, бидејќи има компании кои што и продаваат онлайн и физички. Значи, е-трговијата е само дополнителен канал за продажби. Сега, например, можеме да земеме компанија која што е активна и во молови, има и физички продавници, но има и онлайн. И сега тука не можеме да кажеме ние дека има толку вработени во e-commerce, ради тоа што она е и физичка продавница. Дел и физичка, дел имаат и за ваква просечната вредност на транзакциите? 33 евра беше за 2024 година, за 0.7 евра помалку од 2023. Тоа што значи расте бројот на трансакции, вредноста, што не е значително. Тоа не е ни околу 50 денари е просечната вредност пониска. Значи од прилика околу 2000 денари по трансакција доаѓа секое купување на интернет. Сакам да ве прашам за како ќе се унапредува. Најавивте дека ќе се борите за унапредување на овој сектор. Кои се првичните методи да се унапреди овој сектор да биде подостапен за сите? Така, јас спомнав дел од нашата програма за оваа година е дека го слушаме гласот на е-трговијата и спомнав дека е-трговијата има добри и лоши страни од аспект на добрата страна е тоа што има глобализација и широк пазар каде што може да се продава, но лошата страна е тоа што има и доста бариери врз база на кои што треба да се работи. Сивата економија е еден од големите предизвици и заштита нелојалната конкуренција на трговците. Значи, оние Facebook продавачи што ги збориме сега како Facebook продавачи, препродавачи, диви, некои шопови и така натака, тие се на некој начин и нелојална конкуренција на оние кои што регуларно ги плаќаат даноците во држава. Да направиме некаква споредба, значи тој автоматски 18% ДДВ не плаќа 10% данок на добивка на средства, не плаќа, значи тој доаѓа до 30-40%, така? Тоа се вашите обврски. Сите компании ги имаат, нормалните компании ги имаат тие трошоци. И сега он ги нема тие трошоци, тој што е див. И ние викаме дека тој од старт е 30 до 35% можеби поевтин ради тоа што не плаќа даноци во држава. И сега тука треба малце држава да тропне и да рече како да го заштитиме ние бизнис секторов. Дај што да направиме ние за овие што работат легално, да им дадеме буст, ама од друга страна да се бориме со овие што се сива зона, овие што на некој начин го заматуваат просторот, односно посочи пред неколку минути како тие да не излегуваат на платформите на Facebook, на Instagram, да немаат пристап до видете има таму и некои компании кои што не знаат како легално да работат. Ние направивме прирачници за како легално се регистрира да се работи и како асоциација дел со приватен сектор, дел со развојни агенции, секоја година поддржуваме такви некои кои што продавале на Facebook за да ги внесеме во системот, односно да им отвориме продавници легални. И значи ние мора и со едукација да влијаеме. Ама оние кои што намерно го злоупотребуваат тоа, мора да се повеќето им одговара, претпоставувам. Мора да се санкционираат. Оние кои што намерно злоупотребуваат, треба да се санкционираат. Оние кои што не знаат, треба да се научат за да ги внесеме во системот. Тоа е правилниот начин и на зголемувањето на приходи од ДДВ-то и така натака и така натака. И секако на оние кои што се регистрирани, да им се олесни пристапот на работа. И трговијата е сериозно брзо растечка индустрија, каде што мора ние и брзо да влијаеме на ако е потребна промена на закон, треба да се направи промена на закон. Треба да им дадеме простор на бизнисите да работат. Ние не можеме оние кои што легално работат да ги казнуваме ради тоа што за какви казни станува збор? Ај повеќе да земеме сега да наплаќаме повеќе даноци од тие што се регистрирани. Тие сакаат да тие што не плаќаат. Тие сакаат да си ги плаќаат даноците. Дај да ги решиме оние кои што не плаќаат. За какви казни станува збор?
за нерегистриран трговец? Генерално не станува збор за казни, станува збор за контроли, бидејќи тој што работи регуларно. Не збориме за нефер играчите. Доколку е фатен трговец кој што не е регистриран, што се случува понатаму? Трговец кој што не е регистриран доколку е фатен, сега зависи во кој сегмент е фатен и како е фатен, тоа што го кажав и преска. Може да се доведе до целосна кривична постапка против него, пошто тоа е прво нерегистрирана дејност. Тој продава нешто што нити има влез, нити има излез на ниту знам квалитет, декларација никаква. Каква декларација? Ја наречав дрес, етикета немаше. Значи ја може тој да го носел дресот и да речел сега ќе го исперам и ќе го продавам. И тоа е, ние мора да се држиме и за заштита на граѓаните. Еве доаѓаат и светски гиганти како Тему и така натака, кои што од една страна ќе влијаат позитивно бидејќи таму се плаќа само со картица, ама од друга страна и мора граѓаните да се свесни дека можеби еве Европска комисија вика има небезбедни продукти. Дека материјалите со кои што се правени продуктите можеби не се добри по здравјето. Мора да сме предпазливи во секој сегмент. Европска комисија сега поново бидејќи кога одиме физички да пазариме, го гледаме производот и знаеме што купуваме овде, сега некогаш може да биде како што се вели нели мачка во вреќа. Не знаеме. Затоа треба да се информираме пред да купуваме. Како што кога одиме во продавница ние викаме од кај е производов, што материјал е, како се пере, што е од кој е увозник, што е, истото треба да го направиме и во онлайн. Во онлайн е многу полесно. Како се вика производот, ископирај го производот на Google, ќе видиш декларацијата. Ако збориме, ќе видиш и квалитет, ќе видиш и производство и све ќе видиш. Колку оваа состојба со државната пошта е проблем за бизнисот? Добра тема, ама генерално поштите, деливери како компанија еден од предизвиците што се соочуваат трговците. Сметките доснат по неколку месеци. Камоли производот од Кина да стигне? Па не е дека веќе... Така ќе стигне побрзо од кога што ќе ја донесе поштата до дома. Така. Има брзи пошти. Тоа да, зборуваме сега за состојбата со македонска пошта. Македонска пошта искрено мислам дека трговците работат повеќе со брзите пошти, не толку со македонска пошта. Еве сега конкретно и светските гиганти Тему, Алибаба потпиша и со приватни пошти да работат и тоа е. Ова го прашав како увертира на прашање во следно за Тему. Тоа е знак дека и тие сериозни компании разгледуваат како најбрзо да стигне. Македонска пошта треба да биде конкурентна за да може да парира на тоа, односно да работи во брзина на достава. Еден од предизвиците што ако претходно сме збореле дали луѓето купуваат онлайн и така натака, сега веќе кога обемот е зголемен, кога се купува онлайн, предизвиците на трговците како најбрзо да стигне пратката, бидејќи на крајот од денот што се случува? Се случува самиот деливери, односно доставувач, е лицето на компанијата од каде што вие сте нарачали. Јасно. Јас нарачувам од одреден трговец, а мене лицето на поштата ми го носи пакетот. Значи јас немам никаква допирна точка со трговецот. Тоа лице на поштата, како ќе изгледа, дали е љубезен, дали е културен, дали ќе се однесува добро, дали за брзо време ќе стигне пратката. Тие се веќе предизвиците на кои што ние треба да работиме исто во делот на деливери. Треба да работиме на делот на деливери. Ако сме се договориле достава до врата, треба поштарот да ја достави до врата пратката, а не немам кај да паркирам, симнете се за да ја достави. Тие се работи на кои што мора и тука мора сите заеднички. И компаниите за деливери, и трговците да работат на тоа. Значи мора заеднички пристап, инклузивен пристап за да се подобрува искуството кон купувачите. И сега тука се отвараат уште многу теми, ама каква е работната сила, имаме проблем, имаме недостиг на луѓе и така натака. Бизнисот е решавање на проблеми. Ние мораме да најдеме начини како да ги решаваме овие работи. Затоа се менаџерите, затоа се експертите во таа област за да си направат поле за работа. Се по-актуелна е платформата Тему. AliExpress е сега во втор план? Како стоат бројките? Тоа е нешто, немаме официјални бројки за да видиме од каде дали се нарачува повеќе од Тему или од AliExpress. Купувачот секогаш гледа од каде побрзо ќе ми стигне. Ако од AliExpress стига за 1 месец, од Тему стига за 2 недели, ќе нарача Тему. Така да, ама нема официјални податоци од каде повеќе се купува. Ова ќе биде интересно за анализа која ќе излезат
од прв квартал податоците, односно бројките од Народна банка. Ја верувам дека ова можеби ќе влијае и во намалување на просечната вредност на транзакцијата, ради тоа што ќе има многу конкуренција веќе има и меѓу многу платформите. поголем обем ќе има. Ќе има, мислам дека сега ова се некакви проекции, ама мислам дека ќе влијае и на делот на уделот кон македонски и кон странски трговци. Сега е 60 кон македонци со 40 кон странци. Во таа ситуација мислам дека ќе има удел, ќе се намали делот кон македонците и ќе се зголеми кон странците, но бидејќи инвазивно многу се нарачува од тему периодов. И другиот дел е нешто што вистински хит. Секој втор што го слушнал дека веќе веќе нарачуваат. Многу имаат сериозни софтвери, многу маркетинг буџети. Мислам влегуваат, имаат како попупи се појавуваат на сите социјални мрежи. Субвенционирани се од кинеската влада за брз трансфер на преку океански авионски. Така да ги имаат сите поволности. Тоа е тоа што јас викам дека ако им дадеш, ако им го отвориме потенцијалот на компаниите да отвараат, да продаваат глобално, секој ќе се труди да продава глобално. Тема е многу интересна тема за анализа, мислам дека можеби цела емисија би ни требало за тему. Европска комисија веќе предлага укинување на царинскиот праг, односно за заштита на европските компании од нелојалната конкуренција, бидејќи сега што се случува, сега се нарачува на тему до 22 евра се пратките. Тука не влегува во царински склад, нема царина, нема ДДВ, автоматски оваа компанија што во Македонија направила увоз и платила и ДДВ и царина на тие производи, не може да ја достигне таа цена што ја продава тему. И сега тука више се јавува нелојална конкуренција. Бенефитите од страна на македонските трговци тука се брза корисничка поддршка, локален јазик, брза комуникација со купувачи и така натака, во тему тоа го немате. Поврат и жалби за пратки, веќе е атрактивно некој ако нешто сгреши да си го препродава на Facebook, што не треба да биде така. Така да колку сакам да ве прашам на големо се користи трговијата. Колку маркетите, колку дисконтите, колку не знам, луѓе што работат продажба користат на големо купување од не знам од Кина, од Австралија, од големите центри. Па користат ради тоа што има многу голем дел од те трговците кои што прават увоз на пратки, тука после ги продаваат бизнес to customer, односно B2C. Трговијата, викам дека станува интересна, мислам интересна е со години наназад више десетици, ама во Македонија сега повеќе и повеќе се интензивира, ради тоа што може да се направи увоз и после тоа да се одредена царина се плаќа нормално како за сите продукти што се прави увоз и се продаваат тука. Така да све ние што не е македонско производство е нели донесено од некаде во државата и после тоа продадено на крајниот потрошувач. Од друга страна имаме трговијата се гледа на пример од сериозни брендови кои што се и во физичката продажба како дополнителен канал на продажба каде што дури стимулира да биде поевтино ако се купува онлайн наспроти во физичка продавница. Зошто? Ради тоа што на него многу повеќе му одговара да работи онлайн со двајца, тројца, 5, 10 луѓе, него да има во еден дуќан само и кирија, и сметки, и струја, и вода, и вработени, и сменско работење и така натака и така натака. Така да се повеќе и повеќе луѓето во тој канал за продажба ќе интензивираат e-commerce. Така, за бизнис во прв план. Перфектно да функционира, потребна е и бизнис клима. Колку државата е подготвена да ги подобри работите и да ги промени законите. Државата... Што како закон ви е треба или како правила ви е потребно за подобро функционирање? Така, државата, тоа што во неколку наврати го споменавме во емисијава, е тоа на кое што мора да го слуша гласот на бизнисите. Од една страна, да го слушне гласот на бизнисите е многу битна работа, ради тоа што само така ќе може да им удоволи поволна бизнес клима. Треба да се менува сега нешто од постоечкото? Секогаш треба да се менува. Секогаш треба да се прават корекции, посебно и во делот на фискализацијата. Да збориме дека во регионот веќе секаде почнува да функционира дигиталната фискализација. Сериозен предизвик и ние имаме добра фискализација. Тоа е добра тема, дигитална фискализација. Од 90-тите навака, но таа фискализација сега веќе треба да се дигитализира.
Во e-трговијата станува збор за продавачот е на едно место, не знам, магазинот е на друго место, купувачот е на трето место. За да се цел тој систем интегрира и да им се олесни процесот на бизнисите да функционираат како што треба, потребна е дигитална фискализација. Сега има слух од државата, се работи на дигиталната фискализација, со тоа што јас мислам дека мора да се наоѓа и преодно решение додека не стапи во сила дигиталната фискализација за како да се работи во овој сегмент. Соработуваме ние со управата за јавни приходи, имаме некои веќе дискусии за како да ги подобруваме овие процеси. Тоа што треба е имплементацијата, тоа што треба е спроведување на сите тие активности и работи. Мислам дека набрзо еден од приоритетите за годинава што го ставивме е и јавно-приватно партнерство, односно јавен PPD, јавен приватен диалог. Приватниот сектор со државата да седне на маса, да разговара за проблемите, за да може да постапува по истите и од една страна да се бараат решенија на проблемите. Сега во моментов хартиена фискална сметка се добива од официјален трговец. Кога се плаќа во кеш. Кога се плаќа во кеш. Да. Кога се плаќа со картичка, тогаш има трансакцијска. Тоа е безготовинска наплата по закон за готовинска по закон за фискализација и готовинско работење. Тоа има член каде што при плаќање e-commerce, односно безготовински, доволно е потврда фактура. Така. Јас се благодарам што денеска беше мој гостин. Се надевам дека ќе направиме уште една емисија пред конференцијата, да видиме кои ќе бидат се поканети, кои ќе бидат главните точки за разговор, меѓутоа ноември има време до тогаш. Ви благодарам, се надевам дека опфативме убави теми, убави разговори, дека бевме од помош на граѓаните, како да внимаваат, како да купуваат онлайн. Ги охрабрувам се повеќе да се насочуваат кон е-трговијата и граѓаните, но и бизнисите да инвестираат во позитивно креирање на позитивно корисничко искуство и за крај секако избегнувајте ги Facebook за купување и продавање на производи. Така, се надевам дека до граѓаните ова ќе бидат корисни информации и малку школо како треба да се користат картичките, летежните картички кога се купува нешто преку интернет. Одиме со мала пауза и се враќаме во студиото.